да ви кажам големо добре дојде, големо благодарам што ми испочитувате и мене и моите рецензентки, професорките Ана и Елизабета. Годините не ми се многу отидени, така да се надевам уште 2-30 години ќе пишуваме и ќе се гледаме. Без вас не правам промоција. Без вас не правам промоција. Многу ми е мило што се собравме, така што викат, што вели поговорката, едно видување, еден век. Ова мислам дека е убав повод за вакво собирање. Да ги представам поубаво мојата рецензентка од десната страна, професорката Елизабета Бандиловска од Педагошки факултет и од мојата лева страна професорката Ана Витанова Рингачева од факултетот, од Филолошки факултет од Штип, од Дугада Штип. Да, што ме испочитува да ја погледат, да ја разгледат мојата книга, да кажат тоа што има да кажат, да напишат тоа што има да напишат. И мене ми е особено драго што ги имав најдобрите рецензентки за оваа книга. Ќе почнеме промоцијата. Јас најнапред ќе прочитам две песни од мојава книга. Да дадеме значај на требаше промоцијата да биде на денот на мајчиниот јазик, меѓутоа од други околности се одложи, ја направивме денес. Меѓутоа јас имам песна за мојот јазик, мајчиниот јазик, ќе ја прочитам прво неа и уште една песна, па потоа ќе имат чест и врска да кажат по нешто и моите рецензентки. Песна за мојот јазик. Чекорејќи по твојата кристална чистота, како недостоен патник, ненамерник, ја вдишувам твојата убавина, бистрина, ме опива твојот клокотлив вруток, изворот на безброј севселенски песни, говору мој од ненароден, јазиком мој непресушен. Каква е таа убавина? Какво е тоа волшебство што навлегува во порите на секој што е слушнал твојата песна, која извира од секоја пукнатинка на каменот, од секоја капка роса, од клунот на славејот, од првиот здив на поветарецот. Никнуваш и во неголемите пустини, никнуваш во мразо и пепелници. Те наоѓам и тамо кај што никој пред мене не те пронашол. Те допирам и кога в сон ќе ја испружам раката несвесно, ослободен од стравој. Те чувствувам нежен и топол и тогаш кога душа ми е полнат со отрови мразој. Тебе, Господару мој, моја љубов, моја гордост, тебе ниту смртта не може да ми те одземе, зашто и таа е недостојна за тоа. Јазиком мој преубав, изговору мој непресушен. Ова беше песната што ја посетив на мојот јазик, на нашиот мајчин македонски јазик. Втората песна има наслов Тихување. Тихувај, Господару на мртвите души, тихувај, не запирај. Со тебе ќе тихувам и јас. Двајцата немо ќе тихуваме, за да не слушнат на спокојот реметачите, на тишината свиркачите, на поредокот туркачите. За да не чујат на будалите слушачите, на слепите водачите, на умрените лекувачите. Гладно тихувај, народе мој, нека се заситат сракачите, нека се засракнат крадачите, нека пукнат гнетачите. Тихувај, народе мој, тихувај, тивко доаѓаат и умирачките. Сега и давам збор на мојата рецензентка, професорката Елизабета Бандиловска. Благодарам и представува чест и задоволство што вечерва сум овде присутна во улога на
промоторка на најновото поетско остварување на авторот Ѓурги Зимбаков и мислам дека сите ние што сме овде собрани како љубители на поезијата, на убавиот македонски збор, навистина ќе уживаме во читањето на неговите стихови, на неговите песни. Со Ѓоко се знаеме наназад 20 на години. 20 и повеќе. И можеби повеќе, да. Соработувавме уште кога Ѓоко беше на педагошкиот факултет и еве оваа соработка продолжи и денес на полето на поезијата. Драго ми е што се пронајдовме, што имаме заедничко хоби, страст кон пишувањето. Од тука, кога ја добив збирката да прочит и да се произнесам за неа, навистина бев пријатно изненадена од она што го прочитав, колку авторот успел да внесе своји емоции во збирката, во песните и секоја песна буквално плени со своите емоции. Ке се обидам нешто да парафразирам, нешто ќе ви прочитам од рецензијата, како јас ги доживеав песните на Зимбаков, а ги доживеав многу силно, многу интензивно, на еден прекрасен начин и мислам дека и една песна да прочитате, еви од ова што ќе успее и авторот нешто да прочита, нешто и ние, мислам дека кај сите нас оставаат еден силен впечаток. Впрочем, песните на Зимбаков ги доживев како еден вид поетско послание што ги поврзуваат заветите на минатото и предизвиците на сегашноста. Ги откриваат одгласите на ехото вкалемени во нашето битие уште од самото раѓање. Ги соглуваат сите дамари, сите болки, се што тежи во душата на авторот и на некој начин ни го предочува на прочит пред сите нас. Проникнати се од неговата душа, извлечени од она што тежи, што постои во сите нас можеби и го носиме со самото постоење. И на тој начин авторот создава една прекрасна спојница од минатото и од сегашноста, градејќи или одбирајќи предизвикувачки теми од она што денес е секојдневие. И токму таа тематско-мотивска испреплетеност на временската оска минато и сегашност нудат интересни варијации меѓу она што било во минатото и она што е денес во сегашност. Авторот се јавува како сведок на сите тие случаи и настани. Од тука песните во збирката Тристранија ни го откриваат авторот Зимбаков и како хроничар, и како носталгичар, и како критичар, но во исто време и како голем влюбеник и во земјата македонска и во сето она што го носи епитетот македонско. Песните не се поделени во циклуси, што е можеби невообичаено, бидејќи повеќето автори, особено поетите, сакаат своите песни да ги поделат во циклуси, да направат некое разграничување, но напротив, сето тоа пак овде во оваа збирка му дава една посебна убавина и самите песни некако си се поврзани во целина. Во сите песни, од првата до последната, ќе најдеме силни метафорични изблици на авторот, што уште повеќе зголемува и нивната вредност. Секоја од песните, исто така, може да се каже дека представува посебна авторска беседа, поетско видување на авторот за она што било некогаш, а денес не постои. Се губи, се менува, го гази новото време, ја губи својата суштина, ја губи вредноста во очите на новиот свет. Оставајќи лузни што ја гора душата, спомени што шепотат таговно во долгите ноки, слики од минатото што сенишно се провираат и во сегашноста. Ја менуваат колективната слика на светот, ја демнат личната трага на поединецот. Во колективната слика, во светот што се менува заедно со времето. Од тука можеби секоја песна на авторот треба да се свати како една мокна порака која што треба да допре до сите нас, а особено до младите генерации, за да не заборавиме кои сме и што сме, додека чекориме по патот на нашите соништа. Да не се оддалечиме од нашите корени, историја, традиција, култура, од јазикот, како символи на нашето постоење во картата на светот. Како заветни одгласи од нашите предци што не подлежат на минливост и на преобразба, колку и да се менува светот околу нас. Не случајно ги среќаваме во песните, во збирката ја среќаваме песната посветена на Конески и го содржи во самиот наслов тешкото, како и познатата песна од Конески. Не случајно можеби го имаме и насловот Тристранија на збирката, како исто имената песна на авторот, која што навистина изобилува со многу метафори и метафорични искази, но
се навратам уште еднаш на самата песна, мислам дека сите ние ќе пронајдеме песна која што ќе не допре и на некој начин ќе поттикне во нас, можеби и многу други прашања, размислувања. Лично мене, освен покрај Тристранија, како носечка песна, и мислам дека сите ќе се согласите кога ќе ја прочитате дека навистина е песна која што ќе биде запаметена. Ми остави силен впечаток песната Рефлексија, која што обработува филозофски прашања од типот кој сум јас. И веројатно сите ќе не поттикне на размислување. Ако тишината има глас, што никој не го слуша, јас сум незиниот продорен крик. Веројатно, јас сум јас и тамо кај што никој не ме гледа и овде, тука меѓу нас. Се редат песните во збирката, значи авторот ги реди по некое свое произнесување, мисловно, метафорично, но паралелно со приказните, со песните представени во вид на авторски приказни, се менуваат и лицата на болката, на тагата. И всушност тоа најмногу доаѓа до израз токму во песната Тристранија, според која што е именувана и самата збирка, многу оригинален, метафоричен назив за поделената македонска земја. Мислам дека авторот не случајно го одбрал и насловот на песната и насловот на збирката. Всушност во оваа песна гледаме едно обединување на болка, на тага, на љубов, на желба да се заштити родната земја. Истовремено, како да се постава прашањето каде да ја бараме, каде да ја најдеме, каде да ја пронајдеме нашата Македонија, нашата Тристранија. Авторот многу убаво го дава одговорот на ова прашање, изморен од барање секаде и насекаде, под камења со потпис и без потпис и таму каде што никој не ставил потпис, чекорам по твојата снага за да те пронајдам, а навечер како новороденче во својата колевка заспивам во твојата душа, моја Тристранијо. Песната содржи 5 пеења и навистина поседува многу моќни стихови кои што носат порака до сите нас македонците. Нашата земја Македонија, каде и да ја бараме, каде и да ја наоѓаме, и под коренот на црницата и во сладкиот сок на лубеницата, во аргатските лица изморени, под тажните ликови на фреските, во приказните и во песните. Секогаш ја носиме во нас, во нашето битие, во нашата душа македонска. Затоа што сите ние, всушност, сме Македонија. Песните на Ѓорги Зимбаков навистина изобилуваат со свој оригинален авторски печат и во начинот на кој што авторот ги градел стиховите и во изборот на зборовите, особено што тука ќе сретнеме и многу специфични зборови, диалектизми кои што се поврзани со неговиот роден говор од Струмичко, но истовремено изобилуваат и со многу емоции, елегичен допир кој што ја обвива душата и, како што и претходно споменав, навистина поттикнува на многу размислувања. Преку поврзувањето на новото и на старото време, авторот всушност прави едно испреплетување на сликите меѓу таа стара и новата реалност, што се обвиткува околу човекот денес, околу човекот на новото време. И на тој начин, всушност, песните можеби прават еден вид или сочинуваат жилиште на душата која што е жедна за себе откривање, а во исто време и испознавање на светот околу нас. Како еден вид патоказна рамнина, пред да го избереме патот на новото утре, да не заборавиме на коренот што е избразил врвицата од минатото до денес, за да бидеме тоа што сме. Токму она е, мислам, суштината во песните на Ѓорги Зимбаков. Затоа што ако јас не сум јас, со лика и потпис, тогаш не знам ни кој сум, ни од каде сум. Ви благодарам. Сега ќе речам, ако јас не сум од Босило, како ќе напишам песна насловена Гајле за нивите. Мислам, ако бев од Скопје, немаше ниви. Епак, да ја слушнеме сега. Гајле за нивите. Ги засадив со Исав и со мерак, а од срце тежок камен ми падна.
ми олесна, оти со години насон, гласот татков го слушав како тропот. Со нивите, синко, што направи? Со што ги засади? Не ги остави, нели, туку така во нив да вирее троскот. Не стасав, татко, пченица да засадам, ниту пченка, пипер, патлиџан, модел или црвен. Поздравија ти, мајка ми, одработене сестрама, но јас немам трактор, плуг железен, ниту дрвен. Ги засадив, татко, нивите твои дедови. Не ги оставив така простом да лежат. Во нив намушкав садници тополови. Да ги видите само колку се високи и убави, од мерак косите ќе ви се наежат. Тоа е едната. Рефлексија. Рефлексија. Чекорите мои повторно полето го шараат, а години тивко одминаа. Очиве мои попусто орач бараат. Си велам, ако полето има очи, опул што во недоглед прават, ќе ме видите само мене во нив. Ако нивите имаат душа напатена, јас сум свеќата што во неа кротко и тивко се топи. Ако тишината има глас што никој не го слуша, јас сум нејзиниот продорен крик. Ако работата има име изморено, прашливо и потно, јас сум нејзиното презиме. Ако Господ се што и секаде гледа, и во ноќ, и преку ден, јас сум одблесок од неговото огледало. Ако јас не сум јас, со лика и подпис, тогаш не знам ни кој сум, ни од каде сум. Сепак си велам, веројатно јас сум јас, и таму кај што никој не ме гледа, и овде тука помеѓу вас. Благодарам. Професорката Ана. Кога сум тука, во овој простор, навистина во матицата на зборот, пред мене е Раде Силјан, почитуваниот Раде Силјан, не можам да не сум инспирирана да зборувам за поезијата. Тоа е едното со другото одат рака под рака. Меѓутоа, сега од оваа позиција имам привилегија не само да го слушам Ѓорги Зимбаков додека ги чита неговите песни, туку и воздишките кои што цело време буквално треперат околу оваа маса, ме вознемирија и мене, бидејќи јас си го викам Чичко Џоко и ми се смеат, посебно Барбаровски, заради тоа што многу чичковци имало околу мене, меѓутоа го знам уште од моето, дека и дедо така, го знам уште од моето детство, меѓутоа еве сега професионално ќе си се обраќаме со нели почитуваниот Ѓорги Зимбаков, меѓутоа и мене ме вознемири пријатно и убаво додека го слушав, заради тоа што ме потсети на една мисла на баба ми која што велеше не ми е криво што ќе заминам од овој свет, меѓутоа и кога ќе умрам ќе ја носам тагата за нивите. И онака ние децата од село, таму каде што сме родени, каде што сме растени, до крајот на животот мислам дека ќе го носиме, барем ако ништо друго, оној мирис од нивите кои што всушност не израснале, не одгледале и не пуштиле, не подариле на светот за да можеме секој да го оди својот пат. Јас не би зборувала, не знам, како рецензент, многу повеќе би зборувала како и сите вие, ако би сакале нешто да кажете за поезијата, заради тоа што само сакам да го споделам моето искрено чувство. Го знае Ѓорги Зимбаков, заради тоа што додека оваа книга се работеше, ние додека се среќававме во Босилово, во неговата куќа, таму некаде под лозата и во еден толку убав амбиент. И таа врска навистина со Босилово е нераскинлива. И затоа можеби сите овие стихови кои што ги слушаме ни звучат топло, ненаметливо, искрено, заради тоа што Зимбаков така и пристапува на песната. И таму е некако соговорник кој што го слуша, а не зборува, го разбира, му ги разбира и немирот, и тагата, но и воскликот.
Песната не суди, таа не осудува, таа само немо слуша, буквално немо слуша и остава отпечаток на страниците подвезени во оваа убава книга со оваа убава корица. И навистина се чувствува во неговата поезија блага носталгија кон родниот крај, што е сосема природно. Блага носталгија по минатото, кое што поминало, сосема природно. Носталгија по родната куќа, по сокаците, по селото, по нивите, по наследството, татко, дедо, прадедо. Меѓутоа, таа меланхолија која што го обзема авторот не звучи тегобно, не ве оптоварува, туку напротив, создава некаква, дури кај вас или кај нас, кај сите слушатели кои што ја слушаме поезијата, го буди чувството на носталгичност, па додека слушаме сите ние се пренесуваме во нашите родни огништа, патуваме со помош на неговата песна. Буквално лирското јас на Ѓорги Зимбаков го болува, ја болува некако носталгијата, тагата по детството, тагата по родната куќа, но и по онаа време кое што поминало, а било време кога се издигнувал, кога се градел домот, кога се разгранувало семејството. И оној аманет од родителот, односно од таткото, оставен да се води грижа за домот. И мислам дека Ѓорги тоа го носи навистина како една порака, завет, како сакате, кажете го, замислете го. И не само што го носи, туку и го исполнува, заради тоа што постојано му се навраќа на родниот крај и на нивите. Многу е силна метафората за куќата во неговите песни. Метафората за куќата која секоја следна генерација треба да ја надогради, да стави уште еден кат, да издида уште еден ред тули, не знам, да отвори уште еден прозорец од другата страна и така натаму. А тоа е всушност и метафора за животот, заради тоа што животот продолжува да тече, а ние сме тие кои што, како нели, наследници, па нашите наследници кои што ќе треба да го надоградат домот, меѓутоа и да го сочуваат и да го остават негибнат. Има во неговата поезија една, сакав да ги прочитам стиховите, една желба да се опстане, да се преживее тогаш и кога, како што кажа во песната, се случува наезда од грабливци и штеточини, тогаш кога земјата е тресат невидливи сили кои што се закануваат дека ќе го урнат домот. Вели Зимбаков: прадедо ми ја купил и оградил земјата од грабливци, штеточини, а го нафрлал и семето да му преживее семејството, племето. И така копнежливо некако му го подарува стихот на родното Босилово, аманетот од предците, но и искрено кажува, вели, срцево отпосле го засади во овој град. И сите, па од корнатици може да се кажат од родното место, сите кои што, знаете, селото ги одгледало, ги откорнало и ги засадило таму некаде меѓу бетонот, го имаат тоа чувство, без разлика колку е или не е силно изразено. И затоа можеби песната и носи убав наслов Јад, баш заради тоа. Чувствува поетот потреба да им посвети стихови на оние кои што оставиле трага во неговиот живот или оние кои што сосема природно му прираснале при срце. И доблесте тоа секако, но и желба стихот, песната да остане место споменикот направен од камен или од мермер. Феноменот на откорнувањето на човекот и неговото задомување далеку од домот, знаете, е многу чест мотив во литературата. Ќе го цитирам Митко Маџунков на едно место кога вели: таму каде што е чадото од оџакот, таму е родното место на литературата. Така што колку и да сакаме да побегнеме од таа метафора, едноставно не можеме. Не го одминал, се разбира, ни Зимбаков.
кој живеејќи во големиот град, катаден со мислите си се враќа во огништето, кон огништето. И затоа неговите песни ќе видите во стихозбирката, потпишани се каде се напишани. Песната е напишана во Радишани, меѓутоа мотивот е земен од родното Босилово. Некако детските соништа како за секогаш да останале пришиени за памучните толупи, се надвам дека го разбирате зборот, на кој мислиш дека се уште спие она мало дете кое што сонува иднина, а денеска зборува од преку лирското јас на возрасен човек и чиниш се уште си игра таму некаде по сокаците на она убаво и питомо Босилово. И затоа чинам дека лирското јас на Ѓорги Зимбаков е во постојан трепет. Дали го исполнил татковиот аманет? Дали, знаете како ние го имаме она чувство, дали сме доволно добри деца на нашите родители? Дали доволно направивме за нашите родители да бидат најмалку горди со нас? Сите го носиме тоа помалку, сакале да признаеме или не, меѓутоа тука е многу потенцирано, баш заради тоа гајлето по нивите, сакате, јас повеќе и метафорично го разбирам, да не бидат обраснати со троскот, да не се заборави од каде сме, каде не засеале, каде сме израснале, па не откорнале, па не пуштиле по светот. Оти дедовината не создала, дедовината не хранела и денеска затоа толку гордо кажуваме, нели, од каде сме и чиј ген го носиме. Ги засадив, татко, нивите твои дедови, не ги оставив така простом да лежат. Еден вид одолжување преку стихот кон предците кон кој што има потреба, на кој што има потреба Зимбаков да им се обрати. Символите на куќата, нивите и дворот всушност ја прават таа долга метафорична низа, чие што асоцијативно разгранување на крајот цело време како околу стожер врти и го чува жив и многу силен мотивот на релација дом-татковина. Тоа е тоа за што зборуваше и колешката Бети, токму татковината. И најголемиот дел во песните од оваа стихозбирка всушност гравитираат околу овој мотив. Чувствената вертикала на песните е поставена токму во средиштето баш на таа релација дом-татковина и од тука произлегува и тагата по татковината и немирот по сето тоа што и се случува. Дали ќе додржат, како да има некаков притаен страв, дали ќе додржат темелите врз кои што е поставена, а за неа гинеле генерации пред нас, и дали сите тие големи митски птици кои што ја надлетуваат и суштества од некој друг свет, дали ќе ја срушат или сепак ќе успееме да ја сочуваме. Во песните на Зимбаков се исцртува сликата на една трагична, можам да кажам, катастрофа, заради тоа што се отвора оној голем јас, оној голем процеп меѓу човекот и човекот, меѓу човекот и светот. Всушност, катаклизмични слики едни на отворање на пукнатините кои го оддалечуваат копното, а тоа е човекот, од морето, а тоа е светот. Се оддалечивме еден од друг, буквално се оттугивме еден од друг, заборавивме кој од каде е и кој, буквално заборавивме да го погледнеме соговорникот до нас и да се прашаме како сме. Оти секој човек е слика на еден лесно кршлив и брод онака пуштен по водата, оставен на милост и немилост на животните бури. И брод на кој што во секој миг му се заканува или голем бран, или голема карпа, или подводен некој, не знам, леден остров кој што може да го сруши. И тоа е нашата судбина, тоа е судбината на малите и трошни луѓе, а сите сме тоа. Оној човек, мал и трошен, кој што станува едно немоќно суштество кое што е оставено на крајот на денот на милост и немилост на силите на природата, односно на судбината. Да беше да не даде Бог бродот да нема свое пристаниште, свој ќоше на крајот од сводот. Од бурите страшни
за солниште. Песните на Ѓорги Зимбаков си имаат свое место под небосводот на поезијата. Тоа се песни кои што се изродени од живото чувство, од емоцијата. И не е тоа поезија која што доаѓа од некои сфери на имагинацијата, туку напротив, тоа е поезија која што се раѓа од реалноста, поезија изродена од животот и повторно вратена кон него. И чувството на љубов, на почит, на недостиг, секаде во сите песни буквално ќе го сретнете. И тоа не е мана да се пишува за тоа, да се биде длабоко искрен, туку тоа е доблест. Многу човечка и многу искрена. Реков дека во песните особено се свртува кон татковината, кон јазикот, кон онаа болка заедничка за сите нас. И еве ќе си дозволам да ви ја прочитам Несоница и ќе заокружам. Како да те отсамувам, самотнице моја, зар да те однемам со немушт јазик, а таков не ми оставија ни Климент, ни Блаже. Во поколенија на тежок празник се заколнав, дека говорот мој ке е вистината твоја. Затоа, кажи ми, како простум да те отсамувам? Паметиш, на иста постела заедно легнувавме, папсани од звукот на самотијата и од истата нечујно со векови се будевме, за да го зграпчиме, да го заробиме мигот на новото утро. И повторно папсани во сон потонуваме. Речи ми, како да те одморам, уморо, катадневна со патничке моја. Чунки ме учеа дека работата ја победува и јанзата, тагата, а околу мене се алчосани и старвосани господа Содома и Гомора и изгниени сведоци на маката. Како спокојно да заспијам, Несоница моја? Во душава вулкани ми ригаат, а студо и крвта ми ја мрзнат. Да не можам очи да затворам, преклопам. Несонице, вечна другарке моја. Интимна е... Многу интимна, многу искрена е оваа лирика. Тоа е една човечка приказна, срочена во стих. И во време на недосонувани копнежи, соништа, мана е да се биде човечен. Старомодно е, не е воопшто модерно. Заради тоа што нели во светот господарат други правила. Меѓутоа, сепак поезијата чува едно посебно место за сите оние кои, не сакајки да им се поклонат на новите богови, на новите господари, останаа старомодни и убедени дека сепак онаа Достоевска мисла дека навистина само убавината и љубовта ќе го спасат светот. Ви благодарам. И благодарам на Ане за убавите зборови. Јас се договаравме пред почетокот да прочитам нешто од Тристрание, меѓутоа, бидејќи Тристрание со 5 пеења, можеби е најубаво секој сам сите 5 да ги прочита за да види една целина. Меѓутоа, јас имам, бидејќи рековме, јас од кај потекнувам, не сам од овој бетон. Јас имав прилика со мојата сопруга и моето семејство да си створам еден поголем и еден мал дом. Тоа е во Босилово, бидејќи не можев да се одлепам од Босилово и си направив и таму една куќичка и тоа ми е дом. Така да секогаш кога ќе тргнам од Скопје, односно од Радишини, ќе речам тргнувам од дома за да си стасам дома. И јас така и правам и обратно, кога ќе тргнам од Босилово, тргнам од дома за да си стасам овде во Скопје дома. Едно августовско лето или вечер, 23-та година, ја напишав песната за тој дом. И така се вика Дом. Чиј е овој дом? Тоа сладко прибежиште.
ова сонце, ова ладна ладовина? Чие е ова тајновито скривалиште, ова звездена Божја убавина? Од него штом чиниш дикат да излезеш, ќе стапнеш во овој двор, а во него трева распослана ко душа. Таму кога ноќта ја дочекуваш во умор, наместо лек, песната на славејот ја слушаш. Тоа е мојот дом, моја умилена симфонија, пастирска песна што се уште ја слушам. Чудна тишина што извира од Офелија. Во него спокојот и добрината се гушкаат. Благодарам. Што да ви кажам, драги мои луѓе, многу ми е мило, уште еднаш ќе речам што еве се собравме. Вие понатаму ќе имате прилика да ги читате, припрочитувате моите песни. Да најдете мана некаде, ако треба ќе ми кажете, а ако не, не мора да ми кажете. Да се слушаме и да се видуваме за убави работи. Многу ми е драго што се собравме, по трет пат, кој знае пат ќе кажам. Со тоа мислам дека го завршуваме ова промовирање на книгата и да ја заокружиме оваа средба. Sanuvám za tebe noťová. Sedíš nasmejan kraj mene, ja sedím, seta tvoja ljubov. Neko je drugo vreme, slušam klavir tiho sviri, nosi bezbroj detskih spomeni, miris spokoj v duša širi. Te soni v tvoj